Од 7 часот утринава почна големата акција за заштита и враќање во првобитна состојба на коритото на реката Црна во Пелагонија, со која е предвидено поставување на 10.000 вреки со песок. Во акцијата се вклучени и припадниците на Арама. Зоран Момировски го вклучуваме од Прилеп. Зоран, каква е состојбата во моментов? Така, во најзагрозените подрачја на северниот дел од Пелагонија состојбата се стабилизира. Водите полека се повлекуваат, се разбира, и во коритото на реката Црна и во одводните канали кои што служат за наводнување на Пелагонија, но исто состојбата се стабилизира и во селата каде што практично беше онај голем ударен бран и таа се повлекува од селата, но останува на земјоделските површини. Голема акција денеска започна, се разбира, на тој дел од Пелагонија, бидејќи од четврток се очекуваат нови врнежи од дожд, ново невреме и ново стравување од можни на нови поплави. Директорката на водостопанското предпријатие Прилепско поле, Гордана Тошевска, е тука со нас. Кои мерки сега ги превземат? Значи, денес кризниот штаб на општина Прилеп, поради најавените дождови во четврток и петок, презеде една поголема акција со поставување на вреки со песок на кризните насипи на река Црна и на одводниот канал Блато. Денес беа поставени околу 2000 вреки со песок со помош на вработените на јавните предпријатија и со помош на војската. Тоа е како превентива за да не дојде до прелевање на водите кои што од река Црна поради зголемување на нивото од најавените дождови. Така, кака е состојбата сега по селата? Рековме дека водата полека се повлекува. Да. Значи, кризниот штаб во текот на денешниот ден и вчерашниот ден излезе целосно на терен, значи во сите населени места во кои што се евидентираат штетите од поплавата и се увиде дека водата е целосно повлечена, меѓутоа имаме поплавени куќи, со општината ќе помогне на поплавеното население. Така, ќе бидат превзени мерки за надополнување на штетите, инаку вода на земјоделските површини има. Каква е состојбата со каналите? Каналите, значи нивото на водата во одводните канали се уште е висока. Имаме големи поплави, имаме големи сега кинење на насипите поради обемната количина на вода во каналите. Имаме голем број на скинати насипи на река Градска, на Црна река, на одводен канал Блато, со што се потопуваат голем број на земјоделски површини. Всушност имаме заезерување на земјоделските површини и за негово упнување на водата е потребно малце подолго време. Денеска ние го посетивме и вештачкото Прилепско езеро. Максимумот е околу 5 милиони кубни метри на вода, сега е 6 милиони. Веќе се превзени мерки и се испушта водата. Така. Значи максималното ниво на вештачката акумулација Прилеп е достигнато. Имаме 6 милиони кубни метри вода и езерото постојано прелива. Тоа се случуваше и за текот на претходните врнежи. Моментално во однос на претходните денови денес е намалено нивото, имаме околу 1200 литри во секунда прелив. Меѓутоа тоа е во нормални граници и преливот си е од предвидениот прелив, значи нема никаква опасност. Браната е стабилна, тоа е утврдено со редовните оскултации кои што ги прави градежниот факултет на Скопје, така да опасност од браната немаме. Така, опасност од вештачката акумулација Прилеп нема. За најавените престојни дождови и невреме, нели рековме ќе биде црвена фаза, веќе се превземаат мерки за подигање на нивото на Црна. Денеска беше вклучена и војската, колешката Анета Шијакова беше на терен, таму беше и председателот на Републиката Ѓорги Иванов. Да го погледаме овој извештај на Шијакова.
Голема акција за заштита и враќање во првобитна состојба на коритото на река Црна започна денеска во Пелагонија. Предвидено е поставување на 10.000 вреки со песок, а акцијата ја изведуваат припадници на армијата, представници на јавните предпријатија од регионот и локалното население, со цел да се обезбеди заштита од поплавите. Критичните точки ги посети и председателот на државата. Армијата е тука со 250 припадници и настојува во текот на денешниот ден да постави околу 10.000 вреки со песок кои колку толку да ја санираат состојбата. Навистина станува ова поплава која ги покрива сите овие површини кои ако доаѓаат нови врнежи, затоа мора уште се превентивно да се делува. Така што треба и локалното население да се вклучи да им помогне и на армијата и на јавните предпријатија за да може колку толку да се избегнат поголеми катастрофи. Во овој момент армијата на Република Македонија има вклучено околу 700 војници, покрај живата сила што е вклучена во санација на поплавите, исто така вклучена е одредена механизација. Регионалниот кризен штаб активностите ги започна на потегот Тополчан и Лознани, каде се наоѓа едно од најкритичните места на излевање на водата. Ова е едно од местата и е многу значено затоа што од овде практично е главната причина за водата која што слегува во долните села во Битола. Значи не случајно сме овде, иако делот Тополчани се разбира не е припаѓа на општина Битола, во секој случај ова вода доаѓа до селата, до местата во општина Битола. Значи максимално ќе се ангажираме затоа што притисокот кој што се прави со водата која што доаѓа низ полето ќе слези до Новаци, веќе може би дел таму има веќе дојдено водата, но доаѓа и до местата каде што се пониски во Пелагонискиот дел. Преку 100 луѓе од јавните предпријатија кои работат на поставување на вреки со песок на сите оние критични места каде виднина би можело да дојде до идно излевање на реката Црна. Иначе главниот проблем е реката Црна, бидејќи е главен реципиент на сите води кои што доаѓаат не само од општина Прилеп, Битола и помалите општини, туку од Долнени, Кривогаштани и Крушевскиот дел, чие што сливно подрачје е реката Црна. Нивото на водата денеска се спушта, но проблем е што водата и натаму се излева. Добар дел од водата истекува низводно во Пелагониско поле, така што се уште се во опасна селата Вашерејца, најнапред и Нушпел, а водата како истекува доколку не се ги санираме овие насипи, ќе продолжи низводно надолу во останатите села на полето до Новаци и подалеку. Добар дел 60-70% од проблемите што се прават надолу се прават точно од ова вода која истекува од овој пробиен насип. Буквално Битолско поле ја поплавува. Ова вода од тука што истекува. Ако врнежите продолжат, тоа дополнително ќе ја отежни ситуацијата на терен. Така, ова акција во Пелагонија продолжува. Каква е состојбата во Долнени? Следен наш соговорник е градоначалникот општина Долнени Боше Милошевски. Трет ден половина од општината немаше струја. Денеска добивте електрична енергија. На времето што зафати Република Македонија за време на викендот, не ја заобиколи општина Долнени. Падна рекордно ниво на дожд на метар квадратен. Значи незапамтено според изјавата на местното население, по старото местно население, незапамтено големо количество на вода, дотече и во општина Долнени. Дополнителен проблем беше недостатокот на електрична енергија, како што спомнавте. Денеска ситуацијата е стабилизирана, нивото на водата е повлечена. Да се надеваме дека во наредните денови нема да има толкова голема количина на дожд. Каква е состојбата со водата за пиење во населените места кои што не се вклучени во регионалниот водовод Студенчица? Квалитетот на водата за пиење моментално е добра. Значи, соработуваме со Центарот за јавно здравје во Прилеп, се испита водата и во ред. Моментално е во ред. Со патната мрежа имавте некаде чинам пробивања, имаше прекини во сообраќајот? Најголем проблем, најкритична беше ситуацијата во населеното место Долнени, каде што мораше да се интервенира, да се прекопа патот, затоа што огромна количина на вода го застрашуваше до населено место. Значи моментално се уште не е во прекин патниот правец село Долнени, село Санокос.
Значи, состојбата горе-долу во Долнени е стабилизирана, рековме, слична е состојбата и во општина Кривогаштани, таму се стабилизира. Останува уште во овој дел од Пелагонија, Кривогаштанскиот и овој Тополчани, Ерековци, Чепигово и така натаму, водата да се преврива. Значи, во оние села, населени места, каде што кои не сте приклучени во јавниот водовод Студенчица и кои што располагаат со собствени бунари, е препорачливо водата да се преврива, биолошки, инаку таа е исправна, меѓутоа препорачено е да се преврива. Ви благодарам. Еве толку од Прилеп. За состојбите се разбира во северниот дел на Пелагонија по поплавите и по очекувањата на невремето кое што би требало да следи во четврток и во петок. Состојбите и натаму ги следиме, а со тоа впрочем и информираме. Маја?